Здраво на сите и добродојдовте во уште еден разговор на тема театарот во време на пандемија. Мојот денешен соговорник е Ивана Павлаковиќ, независна актерка. Добре дојде, Ивана. Здраво. Пен ми е кеф и многу ми е драго што ме покани да бидам дел од оваа твоја луда и прекрасна иницијатива да ги собераш сите режисери и глумци на едно место. Благодарам. Баш мислам дека е драгоцено. Јас ти благодарам што ја прифати поканата. Да. Бидејќи без вас ова ќе беше само една идеја, но за реализацијата сте заслужни сите вие. За да го започнеме овој разговор, би ти го поставил прашањето што значи да се биде театарска актерка во време на пандемија. Како го доживеа прекинот на работа на театрите и како ти мина полициските часови? Се враќаме на полицискиот час. Вака, мене ми падна, прво ми беше многу криво затоа што работев еден процес со Васил Христов, со Вуси во македонскиот ПМНТ, во Македонскиот народен театар. И стигнавме негде скоро 3 недели пред премиера, бевме ептен близу и наеднаш прекинаа проби во еден момент, ми текна, дојавме на проба, бевме таму саат и пол, наеднаш рекоа кат, ќе видиме, ќе се собереме као за недела дена, остануваме, па после тоа беа као 10 дена, па 20 и свативме дека нема да продолжиме. Првиот месец дена беше, во принцип, беше период кај што сите се навикнувавме на новото, кај што ми беше страв да излезам до маркет, ми беше страв да комуницирам со луѓе, освен со моите дома, со брат ми, нема буквално никаква комуникација. И тој период почнува она преиспитување на сам себе, кај си, што си до кај си, што си стигнал, што сакаш, што не си остварил, што можело да биде. И при еден неврзан муабет ми текна со Нела по телефон, почнавме да правиме муабет дека треба да се почне да се работи на нешто ново. Дека ние не смееме да дозволиме да се удубиме на едно место и време туку така да проаѓа и да не правиме ништо. Така излезе целиот процес на илузии. Така. Илузии се случи од вашите домови, се случи почетно во вашите домови, да. А се поврзавте меѓусебно преку платформата Zoom, ги правевте таму пробите, подоцна ги снимавте сцените. Ајде да ни откриеш за почеток како изгледа трансформацијата на приватниот простор во работен простор. Што значи да се создава дома? Знаеме дека ние актерите имаме еден период кога ги креираме ликовите во нашите домови, нели сите тој работа на лик, биографија на лик и слично, меѓутоа она што е интересно за вас е тоа дека самиот процес на изведба се случи во домовите. Вие вашите домови ги отворивте на публиката на некој начин. Ние сите можевме да ги видиме вашите ѕидови, вашите предмети. Тие наеднаш стана сцена, тие наеднаш предмети стана реквизити. Како изгледа таа трансформација на приватното во работно? Прво морам да се заблагодарам на целата екипа на Илузии, која што многу несебично и искрено се втурна во целиот проект. Ја обично кога почнувам процес и кога работам на лик, многу сакам да едноставно не знам што ќе се случи понатаму. Мислам, ние кога глумци имаме навика од старт одма да се фаќаме за не знам, за некоја реплика или за нешто да сме сигурни како треба да излезе на крај, а обично како што бидое никогаш не излегува така, па така и со овој процес. Мислам, влеговме во нешто што е првенствено многу ново за сите нас, бидејќи колку и да пробуваме да го задржиме театарскиот пристап и пробите кои што нас не се случуваат во театар, знаеме сепак многу ни фалеше таа комуникација во живо. Но од друга страна, убавото во сите ова е што јас мислам дека поголем фокус во живот не сум имала конкретно на читачки проби, бидејќи мислам ја како и да е, не чепкам у телефон кога сум на читачка проба или се, а имаш луѓе, имаш муабети, па зборат едни, зборат втори, а овдека беше мислам текстов пуштен на скрин кај сите длабоко удубени у тоа и
првенствено беше многу ново. И ние стварно не знаевме што ќе се случи, како ќе изгледа на крај. Ненаш едно по едно, во својна нела се разбира, дававме сите идеи, така наеднаш се деси тоа што се деси, нормално. Мислам, и монтажата на Вуси внатре допринесе многу. Мислам, мене ми беше многу интересно за тоа што како го читавме текстот, не знаевме кој што ќе игра, сите ги менувавме ликовите. Еден период жените ги читавме машките улоги обратно. И ми текна дека наеднаш почна да изникнуваат нови идеи, па што би можеле да прават нашите ликови. Снимавме дома видеа, мислам дека брат ми главата му ја пукнав, снимаме, сега играм на оваа кореографија, играм на мајка ми, викам, мамо, викам, као, пустанот невестински го имаш, го чуваш уште? И ми викам, да, го чувам, викам, зашто го чуваш, викам, после 28 години, а име да се најде те, мислам, ние закористевме баш некои работи од дома наши што ни се драги, докупувавме работи као трчав по светки, по книжари наоѓам за да прскам по дома, едно, второ, трето, правевме све и свашта. И сето тоа произлезе на крај во нешто што ми е ултра драго што се случи, поготово во вакво време. Бидејќи сметам дека не смееме да се дозволиме да останеме рамнодушни на целава ситуација и да прекинеме со нашиот раст и развој за во иднина. Така. Кое е твоето мислење за онлайн прикажување на веќе одиграни представи во живо? Знаеме дека театрите ги отворија своите архиви, започнаа да прикажуваат стари представи, имавме можност да погледнеме представи кои што се и тековни, но се преку океанот или во земји кои што не можеме, можеби секојаш не може секој барем финансиски да се дозволи да отпатува и да ги изгледа. Како го доживеа овој обид за одржување на контактот со публиката од страна на театарските институции? Па за среќа, големите театри, кои што многу од нас сонуваме да отидеме да гледаме представи или сме имале прилика да гледаме, као не знам, ќе го земам за пример Шаубуна, кој што е еден изврсен театар, кој што свесни сме какви представи нуди на својата публика и каква продукција е самиот по себе. Мислам, сите тие театри имаат, како што кажав, доста големи продукции и многу внимаваат кога ги снимаат представите. Мислам, неспоредливо е за квалитетот на представите снимени овде кај нас и за представите кои што се снимени во големите светски центри, односно светски театри на секаде низ светот. Факт е дека не може ништо да го долови моментот на тука, сега и никад више. Мислам, ништо не може нас како глумци не може тоа да ни ништо не може да ни смени, мислам да ни смени. Едноставно сметам дека направија доста голем чекор со тоа што решија да ги отворат своите архиви и да ги прикажат представите. И со самото тоа што доста голем број на публика ги следеше истите нив, као не знам, нели Шаубун имаше представата трае 12 часа или 24 минути текно беше како беше. И сметам дека е една доста фина ствар која што направија. Иако ќе повторам, мислам, чувството е многу различно кога гледаме представа во живо и кога гледаме дома со пуканки пред нас и со облечени пижами. Да, покрај го споменавме проектот Илузии, во која што ти играш и начинот на кој што се подготвуваше, таков сличен проект е и Тоита во изведба на Велешкиот ансамбл во режија на Дејан Дамјановски, такви си и многу други да ги наречеме интернет перформанси, виртуелни представи или излегува многу слични проекти за кои што терминологијата се уште не е нели утврдена. Точно, да. Но се случија во период на пандемија, се случија во период на политички час, се случија во период на изолација на актерите едни од други. Како публика овој пат ги доживуваш овие проекти? Дали погледнавте, претпоставувам дека и во истражувачкиот проект дека вие работевте на Илузии, гледавте слични проекти како се изведени, па како ние да се однесуваме, што е испробано, иако ми се чини дека и бевте една од првите представи кои што всушност излегува тој тип во светот, не само во нашава земја. Така што, кои се твоите доживувања како публика? Па, искрено, јас морам да ги пофалам Верешкиот театар, бидејќи според мене се единствениот институционален театар овде кај нас, кој што
искрено седна и реши дека ќе се работи нешто. Мислам, како проект не би сакала да го споредувам воопшто со илузии, бидејќи сметам дека се тотално различни, но сепак според мене е навистина за пофалба, бидејќи сепак луѓето седна и сработија нешто за време на целата пандемија. Додека од тоа што го гледавме на страна, односно од Европа, кој што се нудеше од Европа или од Америка, не знам, исто и тамо пак не би можела да го споредам со нашава представа илузии, затоа што доста од представите беа направени на Zoom кај нив. Мислам, и ние се размисливме искрено дали илузии би требало да се игра во живо. Но бидејќи Zoom нели има некојаш знае интернетот кочи, едно второ, се решивме едноставно да ги снимиме тие наши делови, но условот беше максимум 2 пати да се снимат, со цел да се задржи театарскиот момент. За мене искрено е прекрасно тоа што голем дел од театри се осудија да работат за време на целава пандемија и со самото тоа сметам дека развојот на глумецот во ова време е многу поразличен од она претходно. Бидејќи прв пат сме сами дома, сами со себе, и за мене е тоа навистина драгоцен момент. Така да е зголемена одговорноста, особено на актерот, бидејќи тој е ставен во позиција да биде и актер, но и да биде сценограф, костимограф, режисер. Точно. Со оглед на тоа дека режисерот не е присутен во истиот момент дека се случи. Точно, на моменти јас се осеќав као да снимам селф-тип за некој кастинг. Така. Например, и сега тоа се зидавме се го лигуваме, викам, сега сме веќе испраксирани сите ние за селф-тип комутно да правиме по домот, затоа што пројдовме еден таков процес. Предпоставувам и во разговорот со другите колеги од илузија, ние разговаравме дека всушност вие вашите сцени ги базирате на претходната сцена, бидејќи станува збор за диалошки сцени, така што вие морате да направите еден природен диалог, при тоа без никаков физички контакт, и тоа е навистина интересен, претпоставувам, процес за работа. Кои се твоите планови, идни планови, доколку оваа ситуација хипотетички продолжи да се развива во истава насока како и до сега? Па, со Wonderland Theater, јас верувам дека ќе продолжиме да работиме, знам дека ќе продолжиме да работиме и многу се радувам на следните проекти кои што се спремаат со нив, со една проширена и прекрасна екипа се разбира. Искрено се надевам дека ќе отворат театрите. Не знам, јас сум некој оптимист кој што стварно се надева дека има услови некако да се работи. Мислам, театрите веќе низ Европа почнаа да ги отварат своите врати. Мислам дека има начин да ако не знам, ако збориме, ако го земеме МНТ ако собира 700 души, зошто кој е проблемот ние да играме за 200 души во публика? Да разбира, мислам, со една колективна пред се човечка одговорност на нас глумците едни кон други. Мислам дека има начин за да можеме да се вратиме на нашите места. Така да јас стварно се надам дека во скоро време, можеби сум преголем оптимист, ама искрено посакувам да се вратиме што побрзо во театар. Поставувам дека овој оптимист кој што го имаш и доаѓа и од тоа што веќе вие започнавте со снимање на серијалот Петко, каде што изнајдовте начин како да ги почитувате препораките за општо здравје, најдовте добри протоколи како да се одвива снимањето. Па може ли да не откриеш малку повеќе за начинот на снимање на серијалот Петко и дали можеби тие протоколи може да се искористат во еден процес на театарска представа? Да, па јас со Петко завршив завчера, саботата на 18-ти. Снимавме 2 недели пред да почнеме со снимање. Продукцијата на замоли сите да направиме тест, да среќавме сите негативни. Но без разлика, и покрај тоа што сме сите негативни, сите ние дома живееме, ретко кој живее сам. Мислам, и да живее сам, на крајен ден ти идеш во продавница за основни намирници, ќе прошеташ, не знам, те вози некој човек со кола до сет и назад. На крај, стварно не можеш до крај да бидеш сигурен дека ти нема да се разболиш од оваа корона што сега нас не се случува. Ама многу сум и благодарна на целата продукција и на колегите, на сите луѓе што работеа на сет, беа околу 50 на луѓе што покажа
голема одговорност. Мислам, прво ни беше многу чудно, бидејќи мене искрено првиот контакт со луѓе, бидејќи ние не можеме да го имаме со маски нормално. Целата екипа, зборам, камера, сите луѓе од страна беа со маски, со визири, тоа максимално се почитуваше, максимално на маса не смеевме, например, да седим повеќе од 20 луѓе, никаков контакт не требаше да имаме едни со други, освен нормално во сцените кога куваме. И сега исто, ова па се донесе и нешто плюс според мене, прв пат имаше, пак ќе кажам, толкав фокус, секој да знае текст, секој да се труди да биде најдобар, мислам да се заврши во рекордно време се. Мислам, многу беше интересно. И стварно сум среќна што пројдовме искрено одлични 2 недели кои што мене многу ми значеа, бидејќи ме вратија на она, мислам, ја бев многу среќна, едва чекав, иако преморана по 12-13 сати на ден, се враќаш дома, учиш текст, као едва чекаш да станеш са бајлето 5 и да се вратиш назад на снимање, пошто тоа е тоа што нас ни фали. Човечката комуникација, мислам, ние сме социјални битија и тоа е факт, мислам, ние не можеме да го смениме тоа. Така. Значи, тоа се тие протоколи, таа лична одговорност е неопходна всушност за еден театарски процес да може да се реализира. А што мислиш, што би правеле големите театарски уметници од минатото кои што влијаеле на твојот развој како актер, кога би се нашле во овој 21 век, фамозен, во екот на оваа пандемија, но со сите технички можности, па и технички дистракции? Како тие би действувале? Па не знам, еве за време на нели Шекспир кога творел, мислам, кога творел он цело време творел за време на некаква пандемија. И тоа време они наоѓале некои начини како да се играат представи, играле по площади, играле на пазари, играле секаде каде што имале можност. Најверојатно според мојата логика е дека наоѓале или места со помал број на, не знам, на заразеност или како, не знам како да се изразам за целава ситуација. Но сметам дека секогаш може да се најде начин. Ете, тие наоѓале начини и играле на отворено. Немале никаков допир со публиката, според. Многу е чудно сега ако се размислам. Но сметам дека секој од нас може да пронајде начин во било кое време и да живее и да се избори да го работи тоа што го сака. Ова беше последното прашање до тебе, Ивана, но оставам простор доколку сметаш дека моите прашања не ги опфатија сите твои ставови и размислувања, слободно да се доискажеш на оваа тематика. Или пак им велам обично на соговорниците да испратат порака до постпандемскиот театарски уметник, во случајот постпандемската театарска актерка, доколку чувствуваш потреба за тоа. Па да, јас само би додала дека е навистина битно ние да работиме на себе, да не се плашиме од непознатото. Да не се плашиме од непознатото. Јас баш кога работевме илузии, имавме еден дел при крајот на процесот кај што говоревме за тоа, кај што требаше да кажеме едноставно некоја мисла, јас ги споредив Пер Гинт и Елиса со нас, бидејќи и за оној слободен пат кој што мислам дека секој уметник треба да си го дозволи на себе. И само ето тоа би го повторила дека најубавата работа е кога ние самите ќе извршиме слободен пат во непознатото, во онаа црната дупка на Алиса во која што паѓа, бидејќи навистина на крајот на денот ние не можеме да знаеме, ние можеме да се надеваме, можеме да маштаме вечно, ама додека не пробаме, па макар и на крај се изгореле или разочарале, пробувањето и отварањето кон едни нови светови е навистина битно. Благодарам многу уште еднаш што се согласи да бидеш дел од овој серијал и ти посакувам убав ден. Да, ти благодарам на тебе, стварно уживав и се надевам дека што поскоро ќе застанеме на сцена. Јас се надам. Да. Фала ти, убав ден на тебе. Чао. Чао.